Ту контексту мултиетник, како мјастеа цел али Република Македонија ди Норд, антрибарет и инклузија интеретника, но јасте маш провокаре политикала ши социјала. Ма јасте ши тесту, тејаце кът јасте копту систему демократик, ши диси поте саминта уна социетате инклузива, куан дрептатик ши сусцанире титузба на тор фараделта. Цикара като Василија Ностра аре un солид кадур норматив, кај гарантет за егалитата е тутулорба на тор, делта парте реалитате спуне, ка нинга аре кјадикур и ка бариере финансиале, институционале, културале ши едукативе, кај лимитезан дрептул диалог, интеграција ши кохезија анамисе ди турлиле ди групе етници. Пе иста тема свак мулте анализе, ши слукреза пи мулте проекте ди парте ди суцъцлен ни гувернале ту Василија Ностра, ту колабораcije кои институцииле компетенте тија истен трибър. Уна дина се јастеши конференција ди Тусоне кај сцану Луне, пишапти спрингис диксимедру ту телу Карпош Скопја, кокорхита ди ладзацеле са хатените прънзу. Конференција ди Тусоне ира организата анкадор ди проектул ди преджудиц пън ди суцате, иницијативе локале ти комунитате инклузива, а реализата ди асоциација институт ти алаксере социјала инсок, ку сусцанире финансијала ди министеријатлу ти релации анамисе ди комунитацле. А иста конференција но ира маш евенту финал, ма ираши посибилитате ти ди свапта дискусие, ши прикунусчаре а ефортурлор ти лукурлу ди пантора, ши ди приун аспирација ти мабуна бана ту киролу цигине. La конференција аве дискусии ши реферате ти лукурлу ди пантора, аз ди сфецира ши антрибър тејаце цили псеще нинга са свакату киролу цигине. La конференција лора парте репрезентанца ди институцииле ди стат кај екзистеза ши лукреза тија исте проблематике, кум ши репрезентанца ди суцъцлени говернале кај санту мембри тоа иста асоциација кај лукрапе исту проекту. Прота збора домнул Владимир Стојановиќ, секретар ди стат ту министеријатлу те релација намисе ди комунитацле, кај сцану пеце ци лукрара ши ција лаксир фецира ту лукурлу, а исчу и министеријат ту киролу ди кандонас јасте пе иста позиција. Допу нас збора директор ла агенција и те реализарен дрептор ла комунитацлор домнул Далибор Китановиќ. Јас сум министерството малку повеќе од година дена. Се обидовме, тоа го разговаравме со министерот, се обидовме да направиме промена, да дадеме наш максимум, да тргнеме сами од себе, за да допринесеме секој колку што може кон градење на едно праведно, еднакво општество за сите. Знаете дека се уште националната стратегија за интеркултурализам се уште е во функција, таа треба да заврши негде до крајот на следната година и ние треба веќе да размислуваме у таа насока дека на државата ни е потребна нова стратегија како би може да продолжиме со она што веќе претходно е направено. Значи сите знаете дека Министерството за односи меѓу заедници, претходното Министерство за политички системи и односи меѓу заедници функционираше на еден специфичен начин. Тука станува збор за министерство каде што, ако погледнете политиките кои што беа развивани, кои што беа спроведувани во министерството, многу малку дава допринос за правата на заедниците во целина. Сето тоа беше сконцентрирано според мене, по моје мислење, кон една заедница. Ние се обидовме да направиме промена тука. Веднаш првиот ден кога влегов во министерството, се обидовме, тргнавме од изработка на стратешки документи, тргнавме кон отворање на министерството, тргнавме да го направиме министерството пристапно за сите заедници. Бројот на вработените во министерството во моментот е околу 100 луѓе и тие се голем број од една етничка заедница. Се обидовме да ја смениме таа слика и се обидовме да ги отвориме вратите за невладиниот сектор од заедниците. Мислам дека првичните чекори беа во добра насока. Тоа може да го видите и по самите програми кои што беа изработени внатре во министерството. Така да ако претходно по стратешкиот план и по програмата за работа на министерството беа чествувани само рамковниот договор, обележување на рамковниот договор. Беше обележуван денот на албанската азбука
и беа доделувани средства за невладни организации каде што во 95% случаи беа од една етничка заедница. При изработка на новите програми се обидовме да го смениме сето тоа. Како го сменивме тоа? Тоа го зборувавме и со министерот, тоа го сменивме на тој начин што го отворивме Министерство за сите. Со тоа што не влијаевме на невладиниот сектор, не влијаевме на комисиите, не влијаевме на никого, едноставно го отворивме Министерството и тоа покаже дека на тој начин најдобро функционира целиот систем. Ако претходно, кој што ви спомнав, 95% од средствата кои што биле доделувани, тие се во висина од околу 330.000 евра на годишно ниво, средствата биле доделувани огромен дел само за една заедница. Ако погледнете сега повикот на Министерството кој што беше распишан на почетокот на годината, и ако погледнете проектите кои што беа финансирани од страна на Министерството, ќе видите дека сите заедници се застапени. Не дека некој тенденциозно делал сите да бидат застапени, него со отварањето на самата приказна увидовме дека секоја заедница има свој квалитет, дека секоја заедница има квалитетни невладни организации и дека кога се рамноправни на пазарот, сите тие може да бидат дел од да добијат дел од колачот кој што го дава Министерството. Така да ќе видите дека и оваа година, значи при споредување на проектите, а еден од тие проекти и овој проект на кој што денеска го организира панелов, ќе видите дека се застапени сите, почнувајќи од македонскиот народ, албанската заедница, турската, српската, влашката, ромската, бошњачката, сите заедници добија проекти, сите се финансирани од страна на Министерството. Сега процентуалната застапеност е зависно од квалитетот, меѓутоа сите се влезени во приказната и сите имаат своји активности со кои допринесуваат кон развој на Македонија како мултикултурно општество. Исто така се обидовме да ги смениме и самите програми. Ако претходно беше обележуван денот на албанската азбука, целата програма е сменета и сега се обележуваат деновите на сите заедници. Така да на јавен повик се доделуваат средства за обележување на денови на заедници. Секоја заедница има можност да добие средства од Министерство и на достоинствен начин да си го обележи својот ден на својата заедница. Веќе скоро сите заедници добија средства и мислам дека на достоинствен начин се реализира и тие активности. Нашата агенција постои 2009 година. Едно од бенчмарковите на Европската унија беше формирањето на оваа агенција, која требаше да прерасне во министерство. Во следна околности, знаете како функционира нашата држава, можеме да фалиме колку сакаме, меѓутоа многу предизвици и проблеми имаме во тој дел. И покрај тоа што не успеавме да ја направиме ова наша агенција министерство, од оквирот на рамковниот договор и секретаријатот на рамковен договор излезе ново министерство, први за политички систем, кој беше направен само како инструмент на определена заедница и на определена групација на политичари. Тогаш агенцијата беше ставена во една сосема поинаква скрајнита улога. Во тоа време и наместо ние да се развиваме, нашата агенција се и претеше опасност да се претопи во некој друго министерство или да биде како една управа или само орган во нечи состав, чиј главна цел на таа агенција не е да биде во состав на некоја друга институција, него да биде вистински заштитник на правата на помалобројните заедници. Се надам дека државата, владата ќе продолжи во оваа насока, да помага при градењето на ова мултикултурно наше општество, бидејќи самата наша држава и општество не е на македонците и на албанците, тука се помалобројните заедници кои заслужуваат повисоко место и заслужуваат не дека не е направено низ годините назад многу, меѓутоа треба многу повеќе и во суштина треба политиките кои ги се градат и правата кои ги имаме, ние практично да ги развиваме. Затоа една од цел на нашата агенција да ги развиваме нашите заштитни механизми, односно има еден вид инспекцијски надзор по однос на правото, да видиме каде не функционира, во кои институции не функционира системот, за да можеме да го подигнеме гласот, односно да
помогнеме правата кои ни се уставно загарантирани да бидат остварени на помалобројните заедници. Благодарам, можеме да продолжиме понатаму. Тоа емисија Ностра збора шијан дојде репрезентанци де алте институции кај Санто Инволвац тоа иста специфика проблематика, а кај Лора Партела иста конференција, кумши репрезентанца де суцацле кај Санто Мембри тоа иста асоциација, ши кај Актив Лукрапија исто проекту. Темата за која што денеска се разговара на оваа конференција е многу чувствителна, многу сензитивна и многу значајна. Навидум едноставна, меѓутоа многу е сложена, би рекла, од причина што инклузијата е процес. Тоа не може да се рече надминување на проблемите кои што ги имаме денес преку вечер или утре. Бара процес, меѓутоа бара и политичка волја, бара и од други страни создавање на услови за да дојдат до израз и помалобројните етнички заедници. Видливи се напорите и на локално ниво и на централно ниво за подобрување на состојбите, меѓутоа очигледно е дека работите не одат по посакуваниот тек, особено кога станува збор за помалобројните заедници, каде што спаѓаат ромите, србите, бошњаците, власите и така натаму. Како институција Народен правобранител, постапувајќи по представки добиени од граѓани од аспект на заштита од дискриминација, меѓутоа од друга страна постапувајќи согласно уставното начело за следење на соодветната и правична застапеност, која што представува темелна вредност на уставниот поредок на државата, секоја година обезбедуваме податоци за состојбата со помалобројните заедници во јавниот сектор, бидејќи таму сме надлежни и така и во 2023 година ги обезбедивме податоците од повеќе од 1300 институции и од нив изготвивме два посебни извештаја за етничката припадност од една страна, половата застапеност и етничката застапеност и образовната застапеност. Она што како констатација произлегува е дека се уште постои селективен пристап во однос на застапеноста, имајќи во предвид дека кога зборуваме за интеграција и инклузија, значи овозможување на право на сите права на сите етнички заедници на подеднакво ниво. Меѓутоа нашите истражувања покажува дека за жал се уште доминираат мнозинството население и втората по бројност етничка заедница, додека помалите етнички заедници или ги нема доволно или ги нема никаде вработени во јавните институции и тоа е сериозен предизвик. Значи она што представува предизвик кога станува збор за меѓуетничноста или меѓуетничките односи е како да ги задржиме културните карактеристики на овие заедници, а сепак да им овозможиме интеграција и инклузија во општеството каде што живеат. Комисијата за заштита и спречување на дискриминација е национално тело, формирано од Собранието на Северна Република Македонија. Тоа е меко тело за еднаквост, кое што се бори против дискриминацијата. Значи, ако земеме во предвид дека стереотипите и предрасудите се основ за дискриминација и правење на разлика и нееднаквост помеѓу граѓаните, помеѓу луѓето, тогаш слободно можеме да кажеме дека Комисијата за заштита и спречување на дискриминација врз основа на Законот за спречување на дискриминација, врз основа на кој што работи, таа ги одредува основите, односно тука се одредени основите врз кои што работи самата комисија, односно имаме 22 заштитни карактеристики, тоа се основи според кои се дефинира што е тоа дискриминација, бидејќи мораме да кажеме и тоа дека секое поверено право не е дискриминација, туку дискриминацијата мора да биде подведена под една од тие 22 карактеристики. Најчесто, она што се однесува на мнозинските заедници, основот е етнички или национална припадност, може да биде расата, може да биде и јазикот, може да биде и верското уверување, меѓутоа има и некои други основи кои што луѓето кога ги поднесат представка до кај нас, ние врз основа на проценка на самата содржина одредуваме кој е основот. Она што се вика национална и етничка припадност кај нас во самата комисија, за жал, имаме 27% од вкупно поднесените представки, а тоа кажува дека бројот на поднесени представки во однос на повреда на етничка и национална припадност од година на година се зголемува тој број. Значи, меѓу другото, комисијата освен што го спроведува и го имплементира Закон за спречување на дискриминација, таа врши и информација и има превентивна дејност, а во насока на тоа и соработува со сите институции како и училиштата. Најмногу со Министерството за образование, посебно во делот на измени и дополнување на Законот за основно образование, Законот за средно и високо образование. Така да соработката со тие институции кај нас е соодветна и за сега е добра.
Ваквите проекти се добри затоа што треба тие пред се да ја подигнат свеста на граѓаните дека има одредени институции и тела кои што ги штитат нивните права, меѓутоа од друга страна треба и да ги потсетиме институциите дека тие се должни да им овозможат на граѓаните да ги уживаат своите права затоа што согласно нашите извештаи зборуваат дека најголем дел од представките, односно тие што го прекршуваат законот и што вршат дискриминација, се институциите. Затоа тоа би била една добра порака за нив да ги почитуваат правата на граѓаните, бидејќи тоа е едно основно човеково право, а од друга страна, како што реков, самите представници, граѓаните, невладините организации треба да знаат и да бидат информирани што е тоа што институциите, односно комисијата го нуди како заштита за нивните права. Fim parte di una conferenza di Sony, di un proiect care una di societăți care este parte di forumul a manjiților comunități, îl realizează Chiro. Așa că conferența cu titlul Pe cale de incluzie și societate inclusivă adună oați instituții care, zicem, au parte de obligații, de funcționalitatea lor să avegle drepturile a manjiților comunități. Pe lângă alții, oați este secretarul de stat a Ministerialului de Relații Interetnice, care zburăte toți este un an și jumătate, noul management este o ministriată cu care încheadeți să străvărsește și ți are tinăiete tu initorul să dară de comunitățile. Pe lângă aceea, ați sunt reprezentanță și de ombudsmanul, Pasca Mustafovska, care i-a zburat partea de zicem, plăcăriile ți manjițile comunități le dară când se străvărsesc cu discriminații, când au vrăncheadiți cu realizarea lor în drepturi, așa că de interesante exemple cum duneau și nici mai mult, zicem, manjițile comunități, pe lângă romii care au, zicem, una discriminare și de masă, de grupă, de alte comunități sunt, zicem, mai mult individuale, sunt, zicem, toate plăcării sunt date de persoane individuale. Se va zice că mult mai puțin avem ca discriminare de grupă, de comunitate întreagă. După ce aveam ați secretar de stat, care este consultant de stat, de Ministeriatul de Lucru și Politici Sociale, doamna Mabera Camberi, care este un expert în drepturile a manjiților comunități și, fără de altul, mare focus bagă pe comunitatea romilor, de care este parte și ea, ma cu care și mult avem lucrat și de liha avem adrate, zicem, lucruri generale, sunt în drepturile a manjiților comunități, așa că ea de ei parte spusi ți a ei ministriata, dar de manjițile comunități și nica precis de comunitatea ei. Fără de altă, era și directorul Agenției de Realizare a Drepturilor a Manjiților Comunități, domnul Kitanovici, care de lui parte spuse, to este an și în jumătate, ți inițiative vor, ți acții adrară și țiau tunete să dară manclo. De toate astea oații și de discuțiile ți desfețără după, zicem, expozeile ți le dară este persoane, este oaspeți, și și că multul ni care ți se dară pe manjițile comunități, nică este evidentă percepția că comunitatea macedonească este binațională și nică manjițile, zicem, comunități nu le-au drepturile, ți lipsește să le aibă după Constituția, că cum spuse unde ți zburau ații,
Constituția nu pricănoaște maniți comunități. Noi, 7 comunități, im adus în minte tu Constituție, lipsește să avem ideile în drepturi și ideile posibilități de finanțare și de realizarea noastră în drepturi. Așiți că și Ministeriatul de Relații Interetnice, și Agenția, și reprezentanții de Ministeriatul de Lucru și de Ombudsmanul, tot dea de un apel până la societățile de manițele comunități să involvează mai mult și să bănheam poate și mai agresivi, zicem, în sens figurativ, normal, tu căftarea în drepturilor, tu căftarea în dreptul să participează, tu îndrezearea politicilor care le dară instituțiile de stat, cam așa și ți putem să băgăm lucruri care noi, manițele comunități, ne lipsescu și zicem, metode care, fără de altul, lipsește să le aibă, tu instituțiile te putem să ne le realizăm drepturi. Tora de tora, pistepsescu și pentru Sony, este conferință de liha vas da nascânti, zicem, idei, inițiative cu care nici mai mult noi ca forum, auațihim mai mulți reprezentanți de, zicem, societății care him toți el forum și va ne involvăm și vas colaborăm cu aceste, zicem, instituții care lipsește să ne hibă partenerii și noi a lor și ei a nau, dar putem ți mai mult tu societate să dăm, zicem, să scutem tu videală reprezentanții, că zicem, drepturile a maniților comunități, să le dăm public să vadă lipsiturile noastre și cu care încheadă să ne străvărsim. Politicile care se dară tot na este ceva general. Tot na bagătun, zdățem sac, tuți de adun. Aceații de lihia este că da, noi avem ceva, zicem, lipsituri care ne sunt comuni, ma ca nu se bagă ergo pe aceații ca fi una comunitate are ca lipsituri specială, ca concretă. Armânii poate nu le-au idili, zicem, încheiadiți ca romilii și au alte lipsături care lipsește statul, de care lipsește statul se ajută să le nestreacă. Sărghii poate au alte lipsituri, că boșniații, că turții. Așiți că, după, știți, tot ne lipsește să minduiască pe aceea cât talanți au alte posibilități de susținere. Noi, ca armâni, pare că n-ai scăduți ca comunitate, că, cum zicem, nu avem stat, zicem, care va fi patron de drepturile noastre, care vă ajută din afară, nu avem astari susținere de instituțiile europene, ca cum le-au romii care idia nu au stat al lor, așa că îmi pare că, fără de altul, lipsește și societățile, și, zicem, daule partii, toate organizații care au vrea să lucrează în drepturile armânilor, lisește să ne unăm, să dăm una mai mare organizare și căftările să ducă de toți noi. Tusone conferenției avea multe întrebări și discuții, anamise de toți, care o vizitară a esta conferinție finală.